На јавноста е јасна приказката, до пред 2 дена беше М50 честиски, сега ќе биде ова. Ја не би сакал да коментирам, бидејќи ова е една поларна зима и тоа е нормално, вода дома на годината, јас да не го коментирам како елементарна непогода, меѓутоа имаме следно ниски температури, имаме големи наноси на снег, падавина на 20 см во Куманово и планинските места многу повеќе. Ако направиме споредба што се случува со превоите, со премините, со автопатиштата, заглавеноста на многу патни правци, мислам дека тоа треба како граѓани на Република Македонија да ги сватиме тие работи и да се социализираме и адаптираме на тие услови. Јас не барам подршка за ова работа, меѓутоа сакам да истакнам дека овие задни 3 дена, прво нашиот штабот, имаме оперативен центар кој го предводам јас лично и јас пред јавноста одговорно тврдам дека јас Момчил Јовановски, кој е заменик на секторот за комунални дејности, и Сашо Петрушевски, делумно и водово со својата механизација колку е приспособена за таа работа, прискочи јавно гледачество ќе го помоси една голема машина која исто така е дел од донацијата, што ја кажем на ЮДП, и влегуваме во една сериозен предизвик, да кажам, бидејќи од Бадниковиот ден, Божијич и вчера, Куманово беше буквално бомбардирано од потреби за пробивање на не овдека станува збор само градската инфраструктура, бидејќи оној дел што е може да се регулира со овие соларки, со летви, односно со ножеви и за плужење. Проблемот е и приградскиот и градскиот и селскиот руралниот дел каде беа изолирани многу села. Само како информација, ние 2 машини заглаваме кшење, бидејќи никаква комуникација до затвора немаме. Едната се заглави, имаме и слики, ќе ви покажеме насипот на 2,5 метра. Така да тоа беше една организирана акција, синхронизирана акција во која се заблагодарам на моите соработници што во овие 3 дена празникот не беше приоритет, како за многу други политичари, ние дефинитивно оперативно работеме. И сега да истакнам дека двете фирми кои се избрани на тендер по своите зони ги врши работа онака како што ги беше дозволено. Имам еден допулски хендикеп, а тоа е што ниските температури ги отежува работите на самите машини. Бидејќи хидро, кој е основа за хидромоторите, е многу потешко функционира на температури спод 15, 12 и така. Самите дизел машини потешко се стартува, така да сите недостатоци ги имаме во овој период. Меѓутоа јас сум задоволен што успеав уште на патниката вечер, јас после 9,5 сата почнав направив едно чирови село Куманово на главните артерии, имаме проводност на сите делови, со тоа што на некои зони каде што солта не реагира под минус 12-10 степени, значи солта негде реагира испод 7 степени, еве сега имаме поново сорење на град, така да има некакви резултати минимални, што после замрзнување исто така ќе се створи таа скрама која исто така го тежно зоната. Јас ги замолувам соgrađаните да возат многу предпазливо, да се движат само по потреба, бидејќи уште неколку дена додека не се пострани комплетните наноси од патиштата. Ние во моментот активираме, значи 4 големи машини, 2 скипа, во помош овие малите джоб машини од водовод за тротоарно нешто од площад решавање. Главната работа е пробивање на овие стратешки правци. Булеварите се делумно во добра состојба, мислам дека уште денеска плужење кога ќе да поставиме после подневните часови за да ги припремиме за вечер. Очекуваме некои нови падавини утре, тоа е најава и се надевам дека нема да бидат толку изобилни како овие што беа претходните. Јас со мојот тим сме спремни. Денеска донесеме одлука на штабот да во случај на поголеми наноси ангажираме допуски други машини од оператива, бидејќи за тоа треба одлука, за да може да ги субвенционираме во даден период, така да се обидуваме максимално да ги заштитиме граѓаните. Граѓаните се нервози, преку цел ден имаме ностоп комуникација, некои делови се одсечени, има делови кои не ни може да придеме. Најтешко е таму каде завршуваат асфалтните падишта и каде се овие
земјени патишта не се депонирани, бидејќи тука се губи структурата на патот и се излегува од обсегот на прочистување и се заглавуваш во ниви и тука имаш проблем, потоа евакуација, вади и така натаму, и тоа е еден дел од тешкотиите кои е дел од самата наша состојба на терен. Така да, мислам дека успеаме да се справиме. Мислам дека јас сум задоволен, можда целосно не успеаме онака како што граѓаните сака да изгледа тоа, меѓутоа во овие услови направиме доста. Како информација, значи, работиме со две предпријатија, тоа е Катик и Корпроект, кои имат на располагање од 3 до 4 камиона соларки со ова плужни овие плугови напред за чистење на снег. Работиме со 4 машини поголеми, работиме со 2 скипа исто така и зборуваме 2 улти, катерпилар, седмица, грейдер и 2 скипа. Потрошени се неде околу 85 тони на сол, одговорно тврдам дека тоа е така со контрола на сите надзори кои имаме и надворешниот и внатрешен надзор кој го врши самата служба. Така да зборуваме за општо 280 км. Значи тоа е една сериозна површина и мислам дека оноа што го правиме, граѓаните малку трпение да има дека во наредниот период за ден-два работите ќе бидат комплетно санирани, ако не бидат обилни падавини кои исто така ќе не вратат во почетна позиција. Ние сме спремни, бидејќи еве сега да правиме напори координативното тело да уклучиме уште неколку машини за тоа да немаме многу ход од една зона во друга зона, него да ги лоцираме на 4 места и од тука да делуваме зависно од бидејќи се случува да имаме одови од едно друго место по сат и по да спуштиме да кажеме опчиња, да спуштиме доле на 70 сати по една машина, така да ги распоредуваме по тој принцип да делуваме синхронизирано. Се надевам дека ќе ги задоволиме граѓаните. Знам дека ќе се користат овие моменти за да се испровоцира политички анимозитет преку определени структури, така натаму. Впрочем, гледат и сами секој дел на тоа, ќе биде тоа едната тактика, бидејќи не гледат дека целата држава која е под нивна контрола е блокирана, сега ако има некој одделено место избегуваат и на тоа го напаѓаат. Исто беше и со МП частичките, знаете, имаме и кризен штаб, имаме информации до вас, кои се условите за такво мерење и така натаму и така натаму. Значи, во овој момент изненаден од состојбите политички на терен и нивната позиција, да се обидува со сета непринципиален став во политиката да ја натои вината само на друга страна. Јас ги советувам да се концентрират на своите работи и се оно што го работиме до сега, бидејќи народот почна да суди понека, мислам дека пресудата брзо ќе дојде.